Ако македонското здравство, лекарите и другиот медицински персонал го положија тестот на итна, истовремена интервенција и менаџирање со над 190 повредени лица од пожар, од кои повеќето со тешки повреди, капацитетите на македонските болници се покажаа како недоволни за нивно згрижување и лекување. Повеќе од половината беа префрлени на лекување во странство, а во земјава допатуваат тимови лекари од Израел и Чешка за да им помогнат на македонските лекари во третманот на повредените кои останаа дома. Трагедијата во Кочани повторно отвори темата за состојбата, квалитетот и централизираноста на здравствените услуги за посериозните здравствени проблеми, но дали таа ќе биде и мотивот за конечно сериозно да се почне со суштинско поправање и исправање на аномалиите кои доведоа до тоа лекарите и медицинскиот персонал, освен за пациентите, да се грижат и за тоа дали имат доволно услови за да им помогнат. Добра вечер, јас сум Тамара Ганчаровска и ја почнуваме топ темата и моја чест е вечерва во топ тема да го имаме министерот за здравство, господинот Арбен Таравари, со кого интервјуто го почнуваме веднаш по првиот блок реклами. Веќе го најавив министерот за здравство, господинот Арбен Таравари. Добра вечер. Добро вечер. Ви благодарам што во овие моменти на криза издвоивте време да бидете гостин од топ тема и да зборуваме за она што македонската јавност веќе повеќе од 10 дена, 11 дена, ако добро бројам, е фокусирана на здравствената состојба на оние повредените од пожарот во Кочани. Вие сте, освен обвинителството кој работи на тоа, и здравствените власти и лекарите денонокно исто работеа на тоа. И првото прашање ми е каква е состојбата. Вие утрово имате редовна пресконференција, информиравте за колку остануваат пациенти во земјава, тоа се 23 во болниците низ Македонија, денеска е испуштен еден пациент, вратени се двајца, еден ноќта и вчера пациентот од Белград, а исто така е пристигнат и пациентот од Грција. Во секој момент сега се очекува да пристигнат и четворицата пациенти од Шпанија, ако не се лажам, со тоа што бројката би останала со 108 пациенти надвор од земјава. Колку очекувате утре да бидат испуштени и од македонските здравствени, од болниците во Скопје, но и од тие што се во странство? Уште еднаш ви благодарам за поканата и за можноста да информираме пошироката јавност околу сите случувања со пациентите кои што ја преживеа трагедијата во Кочани. Токму така, бројките ги кажавте, моментално низ болниците во Скопје се 23 пациенти, со се приватните болници, значи, и 113 пациенти се практично надвор од државата. Вечерва едниот стигна, едниот пациент кој што требаше да се врати од Грција и уште 4 пациенти очекуваме за 1 сат да пристигнат. Така да ќе останат, како што кажавте и вие, 108 пациенти. Утре очекуваме сигурни 4 пациенти кои што треба да се вратат. Најави има за повеќе пациенти кои што се стабилни, добри и очекуваме деновите по протоколите по кои што се предвидени минимум 72 часа пред да се испратат пациентите да бидеме известени за да се подготвиме и ние тука како медицински тимови за да ги пречекаме, прво да се направи нивна тријажа, да се види дали ќе минимум мора да стојат 24 часа во болниците нашите, па потоа доколку треба може да се пуштаат дома или подолго се лекуваат низ болниците во генерално во терциерно здравство, значи во сите три клиничкиот центар и клиничките болници во Скопје. Мене како прв човек во здравството, јас би сакал уште еднаш јавно да им се заблагодарам не само на лекарите, секако на сите доктори, меѓутоа и на сите здравствени работници генерално, меѓутоа и на тимот во Министерството за здравство, во кој што сме 20-30 луѓе. Јас ги држам пресконференциите, повеќето работи ги прават тие, ми помагаат и мислам дека релативно се обидовме максимално да дадеме се од себе за да 9-10 ден после трагедијата во Кочани, за среќа се уште немаме ни еден починат. Ја не сакам ова често кажувам, бидејќи не сакам да се урочиме, повторно имаме и критични пациенти кои што
се лекуваат надвор од државата, нивната состојба секојдневно флуктуира, така да се надеваме воопшто да нема починати или минимален да биде тој број. Не кажавте само утре дали ќе испуштате од нашите болници? Од нашите болници утре се очекуваат повторно неколку исписи. Јас се надевам 2 до 3, меѓутоа во кризен штаб наутро утре во 9 часот ќе ги знам сигурните информации. Бидејќи ви велам за се што сме внимателни, не смееме да грешиме сега кога го поминавме најтешкиот период, мислам од здравствениот аспект на пациентите, да се направат дополнителни испитувања кај некои што планираме да ги испишеме, може некогаш и нешто да не излезе дека не е баш како што треба и нема да ризикуваме. Нека остане уште ден-два. Подобро да се пролонгира отколку да се ризикува. Подобро ден-два да се задржи повеќе во болница отколку да ги пуштиме дома. И стравот е од инфекции кои што може да се јават, од тој критичен период од изгореници помина, сега изгорениците оставаат генерално отворени рани кои што се изложени на инфекции и тука ни е стравот да не се случува нешто и интоксикациите нормално кои се испитуваат токсиколошки на клиниката за токсикологија за секој пациент пред да се испише дома. Во остануваат од тие што се во странство четворица во критична состојба, кај нив имаше и влошување. Така барем вчера информиравте каква е состојбата сега и што се случи. Што се случи вчера, што беше тоа влошување и како се сега? Реално продолжуваат првиот ден кога ја држев пресконференцијата, кажав дека 23 пациенти се многу критични. Потоа таа бројка падна на 10 и сега сме на 4 пациенти кои што се покритични, едниот е во Словенија, едниот во Србија и двајца се во Литванија. Така да генерално се работи за инфекции кои што се резистентни на антибиотици. Тие во моментот се во критична состојба, да кажам. Меѓутоа, нашите колеги добиваме информации, дури и наши пратеници синоќа биле во Литванија, се видели и со семејствата на пациентите кои што престојуваат таму, дека состојбата е релативно тешка. Ја би сакал јавно и да се заблагодарам и на многу наши луѓе кои што работат и живеат надвор од државата, кои навистина дадоа максимум да се солидаризираат со семејствата на нашите пациенти кои што се лекуваат надвор од државата. Јас знам каква логистичка поддршка им даваат, им се доближуваат, сакаат да им помагаат. Секако и за државите наши соседи и пријателски држави кои што навистина ги третираат максимално добро сите пациенти кои што се сместени. И јас имав прилика да ги посетам во Софија и во Солун и се видов и со семејствата, ги видов и сите пациенти кои што лежат еден по еден. И навистина семејствата се преблагодарни за тоа што им е овозможено максимално добро лекување на сите пациенти. Ќе ве прашам едно прашање што може би е поврзано, барем така беше во првите денови, дека лекарите кои ги третираат повредените, особено тешко повредените во странство, побарале да се знае какви се материјали гореле во Кочанската дискотеката во Кочани, за да знаат со какви токсини работа, со какви токсини се навлезени во дишните патишта во органите. Дали добивте такви информации, дали тоа помага во лекувањето и третирањето на повредените? Секако дека сите информации што се побарани и од токсикологија и од судска медицина, ја мислам дека се дадени од тие супстанции кои што ние успеавме да ги знаеме, да ги детектираме. Меѓутоа, сега за сега нема нешто кај што се лекува пациентот и причината е што не ги знаеме сите супстанции токсични кои што ги имал во пожарот што настанал во дискотеката во Кочани, така да се што е побарано од наша страна, кога се праќаа пациентите, целата документација, сите податоци, сите испитувања направени тука, од евакуацијата на пациентите беше постепено, нели? Почнавме првиот ден беа само околу 24 пациенти. Па имавме пациенти првиот ден, неделата кога настана 16 март, имавме пациенти и во Кочани 30 и во Штип околу 50 пациенти. Како што евакуиравме надвор од државата, тие потешките, тие беа во соседните држави, во Бугарија, Грција и Србија.
така ги прифаќавме пациентите прво од Кочани, бидејќи таму се условите малце, да речам, по недобри за пациентите, потешки, болницата е помала, со помал капацитет. Интенцијата беше вториот ден, испративме повторно околу 37 пациенти. Повторно и другите пациенти од Кочани и од Штип почнавме да ги прифаќаме, иако лекувањето и во Штип беше многу квалитетно, и на крај успеавме да овозможиме капацитети во клиничкиот центар во Скопје и во двете градски болници, кои што се, мислам дека и со човечки ресурси и со апарати се добро подготвени за да прифатат вакви пациенти, така да потоа ги испративме уште околу 30-40 пациенти за третиот и четвртиот ден и практично останаа пациенти само во Скопје. Полека ги испишавме и почнавме и со третирање на другите пациенти кои што не се од настанот во Кочани, нели постојат и други тешки пациенти кои што лежат во нашите болници и моравме да размислиме и за тој момент. Ако на 16 настана несреќата, ние од 20 март веќе почнавме со редовни програми на сите хируршки клиники во Скопје. Добре, морам да ве прашам нешто тука како доктор, кога медицината вели дека пациентот е во стабилна состојба и во релативно добра состојба, освен што тоа значи дека тие се надвор од животна опасност, значи не се животот загрозувачки, дали тоа значи дека тие наскоро би се вратиле во нормален живот како што поголемиот дел од јавноста тоа го сваќа? За какви повреди конкретно станува, особено кога ние со потешки повреди? Особено со трети и четврти степен на изгореници, дали може тоа малку да го објасните да добиеме по слика колку е се тоа всушност сериозни повреди кои ги претрпеа овие луѓе? Значи, најголемиот број на овие 115 пациенти, околу 100 беа интубирани кога ги однесовме. Значи, беа со вештачка вентилација. Сега, помалку од 50 од тие пациенти се интубирани. Значи, сега веќе дишат сами, без помош. Изгореници, повеќето од пациентите беа третет и четврт, меѓутоа имаше и втор степен, некои кои што беа со изгореници во дишните патишта, во слузокожата на дишните патишта. Например, најтешкиот пациент што го видов во војната болница во Солун, воопшто немаше изгореници на кожата, меѓутоа беше интубиран и најтежок пациент тогаш, бидејќи има изгореници повеќе низ дишните патишта и тоа оневозможува, значи, добро дишење и како да речам, апсорбција на кислород како што треба. Така да, кога велиме стабилна, велиме дека е надвор од животна опасност. И такви се од пациентите кои што престојуваат моментално 108, уште 4 ќе се вратат, практично 100 пациенти се во стабилна, надвор од животна опасност. Меѓутоа, да бидеме реални, ова не значи дека се е завршено. Нивното лекување и рехабилитација и можности за компликации секогаш постојат, сигурно уште следните 2-3 недели додека се затворат раните. Некои од пациентите и се оперирани таму, значи тие што имале рани, генерално се трансплантација на кожа, така да не брзаме со многу добри прогнози, иако навистина убаво е кога ги слушаме овие вести кои што влеваат многу надеж, дека повеќето од нив ќе се вратат здрави и живи, да се надеваме сите. Кога велам потешки, сериозни пациенти, кога велиме, тоа значи дека тоа се пациенти кои што се уште се интубирани и кои што имаат инфекции, кои што се резистентни, кажав, на антибиотици. Сега рехабилитацијата на некои пациенти кои што се со трет и четврт степен. Што е трети и четврти степен на изгореници? Тоа се поголема површина на кожа изгореници. Но и оштетување на нервни завршетоци, секако. На ткиво, на потни жлезди. Трет степен практично имаме оштетување на кожа, меѓутоа и подкожен слој, додека четврти степен веќе се зафатени и нервни, крвни садови, и овие се подложни на инфекции повеќе од сите други. Повеќето пациенти се трет степен,
Така да, ајде да видиме, да се надеваме дека рехабилитацијата и тоа ќе биде квалитетно. Ви кажав, рехабилитацијата може би ќе трае кај некои неколку недели, а кај некои пациенти ќе биде и со месеци. Веќе ни се јавуваат држави кои што ни се пријателски држави, кои што ни се нудат и ако треба за подолгорочна рехабилитација, кај што има такви специјални центри. Во Македонија нема таков центар, меѓутоа не во Македонија, и во регионот ретко има центри кај што има специјални центри за рехабилитација од изгоретини. Или проблемите сега ќе бидат и други, освен инфекциите, фазата на инфекции ќе помине за 2-3 недели, потоа ќе се јават фази на зглобови, на декубитуси, евентуално предолго лежење. За вие со дишните патишта какви можете? Со дишните патишта ја мислам дека тие што ќе ја поминат кризната фаза веќе нема да има проблем, ќе продолжат да си дишат самостојно, можеби ќе им треба кислородна поддршка, меѓутоа пластичните и хирурзи се покомпетентни. Ја не можам како невролог да кажам тие се покомпетентни за да зборат за овие детали, меѓутоа знам дека ќе им треба подолгорочна рехабилитација на пациентите, посебно тие кои што се со 3-4 степен на изгореници. Дали тука би сакала да ги слушнеме изјавите дадени во понеделникот на двајца ваши колеги, поточно на министерот за здравство на Бугарија и на директорот на клиниката за пластична хирургија при универзитетската клиника во Белград? Само двама са над 30 години, всички останали са под 30, а 5 са под 18 години. От тях има на командно дишане, има и възрастни на командно дишане. Всички са обработени по всички правила. Раните са спокойни, но най-така утежняващото обстоятелство е дишването на газове в белия дроб и оттам са и част от проблемите. Всички останали са на спонтанно дишане. Имаме двама екстубирани, т.е. вече не са на асистирано дишане, а на апаратна вентилация. Може да кажем, че са в добро общо състояние, а тези, които са на апаратна вентилация, в тежко стабилно състояние. Има ли надежда за част от тях за скорошно изписване? Мисля, че е още много рано да се говори за това по две причини. Първо, имаме открити рани, които са обработени и най-вероятно ще се наложат и пластични операции. И второ, имаме увреди на белия дроб, които още твърде рано да се каже какво ще се случи, кога и как. Така че имаме още дълъг път, който да извървиме. Radi se o uklanjanju devitalizovanog tkiva i pokrivanju autotransplantacima. To znači da se njihova sopstvena koža uzima sa drugih regija i transplantira na zone opečene zone. Postoperativni tok protiče uredno kod njih i u toku sledeće nedelje biće operisano još sigurno 5-6 pacijenata. Imam i dobre vesti, nekoliko pacijenata će biti verovatno moguće prevesti na odeljenje jer njihova disajna funkcija se oporavlja uspešno, a opekotinske rane su takve da ne zahtevaju boravak u jedinici intenzivnog lečenja. Obično za 14 dana imamo definitivni rezultat, znači već posle 7 dana transplantati uspostavljaju, imaju potpuno svoju vaskularizaciju, ali znate kako idealno je da se primi 100%, mi smo zadovoljni i sa manjim procentima, sa 80%, ali kažem, nadamo se da će kod ovih što su operisani biti potpuno uspešno. Nakon toga sledi faza fizikalne medicine, oporavka, znači imamo još dosta vremena kod njih. Овие изјави беа дадени во понеделникот, претпоставам дека состојбата е горе-доле иста. Ги слушнавме и вашите колеги го потврдија тоа што го кажавте вие дека може да трае рехабилитацијата со недели, со месеци, кај некој можеби и подолго.
Во саботата, ако добро паметам, бевте оптимист дека за следните 2 недели би можеле да се вратат повеќето од тие што се во странство дома. Дали се уште сте оптимист дека со нивната состојба дека тоа навистина е реално за максимум 2 недели да се вратат дома? Според најавите, барем според тоа што добиваме најави, нели не информираат од сите болници минимум 1 до 2 пати дневно. Веќе има повеќе пациенти кои што се подготвуваат да се вратат. Така да мислам дека половина од пациентите, околу 50 пациенти ќе бидат вратени следните 2 до 3 недели. Така да можеби само околу 50 ќе останат малце подолго. Меѓутоа по бројките што ги гледам, по најавите од болниците, по тоа што комуницираме, ако не се комплицира нешто, очекувам следните 2 недели барем половина од нив полека да се вратат или да бидат најавени за ден-два. Значи збориме за 15-16 дена, ја очекувам околу 50 пациенти да се вратат. Нели, еве само за 2 дена веќе имаме цифра од 10. До крајот на неделата да видиме до петок, ја мислам дека ќе има се уште враќање на пациенти. Во неколку наврати изјавите дека македонското здравство има капацитет да им ја пружи целата нега на тие што ќе се враќаат, но и на оние што се испишуваат на домашно лекување, но и на оние што ќе се враќаат, а што ќе бидат задржани во болниците тука во Скопје, како што рековте, во терцијалното здравство и во клиничките болници. Кажете ми, дали најавите дека можно е да бидат сместени во една болница или да се отвори некој центар кој не е доволно искористен за да бидат сместени таму за едно место, дали веќе се реши каде ќе бидат по-конкретно поголемиот дел од нив сместени кога ќе бидат вратени? Се уште поголемиот број на пациенти кои што се потешки, тек треба да зборуваме после 2 недели, 3, минимум после 3 недели да почнат да се враќаат. Размислуваме неколку опции за неколку можни болници во внатрешноста на Македонија, кај што доколку имаме подолготрајна рехабилитација на пациентите, можеби тие ќе бидат местата кај што би се третирале. Меѓутоа, истовремено размислуваме и за можностите во капацитетите што постојат во Скопје и во клиниката за Институтот за физикална терапија и рехабилитација, меѓутоа и во другите клиники. Исто така ви кажав пред малку дека има понуди за тие кои што ќе дадат многу тешки и ќе им треба подолготрајна рехабилитација. Тја размислиме можноста, можеби и да се даде шанса надвор од државата. Имавме такви понуди бесплатно. Колку понуди има, од каде такви? За сега не би ги спомнал државите, меѓутоа вчера ја се... Барем колку како бројка? Околу 10 пациенти, ја мислам дека само една држава која што со амбасадорка на една држава вчера зборевме дека се подготвени да се прифатат, меѓутоа нормално и тие сакаат да ги знаат точно деталите на пациентите, што како, за да знаат специфично каков третман треба да им се направи. Така да тоа што е полесно ќе ги третираме тука и ќе видиме центар кај што е, да речам, не се многу комплицирани случаи, бидејќи видите, повеќето од овие случаи се деца. Повеќето од пациентите што скоро секојдневно ги посетуваме и ги гледаме, верувајте, можеби за моја возраст е од 15 до 35 години. Тоа се млади луѓе кои што многу им значи и тој естетски момент. Знаете, изгореници обично знаат да остават последици кои после можат да им причинуваат фрустрации. Така да треба да бидеме внимателни. Прво, нормално, пред се да преживеат, да поминат без функционални последици, меѓутоа треба понатамо да размислиме и за тие естетски последици, за да бидат што помали или да се коригираат максимално што може.
Споменавте дека размислувате освен за Скопје и во некои други болници. Каде поконкретно го гледате просторот, каде што би можеле да бидат? И ова ве прашувам во контекст на капацитетите, бидејќи болницата и сместувањето не се само зидовите и креветите, туку и кадарот, апаратурата, се што е потребно за една квалитетна рехабилитација. Ете, повеќе пациенти, например, се во Кочани и таму нема пластични хирурзи, бидејќи им треба преврски и третман на овие пациенти кои што веќе се лекуваат дома, за да не се малтретираат тие да одат до Штип или да дојдат до Скопје. Ние веќе почнавме од вчера со екипи од пластични хирурзи кои што секојдневно ќе бидат во болницата во Кочани и ќе им дадат здравствени услуги на овие пациенти за да не патуваат. Продолжуваат лекување дома, меѓутоа тој што им треба од пластичен хирург, препораки, третман, преврска, тоа го направат специјалисти од клиниката. Но тоа се за полесните, можеме да кажем. Кога зборуваме за потешките случаи. Овие што ќе се вратат, тоа ви велам, имаме 2-3 опции, меѓутоа не би сакал денеска да шпекулирам, додека да одлучиме како кризен штаб кај би било најприкладно, меѓутоа пред тоа ни треба точната бројка. Да знаеме точно колку пациенти ќе им треба рехабилитација подолга. Ако се работи за 5 до 10 пациенти, подобро тоа би го направиле, би адаптирале делот клиниката за рехабилитација и физикална медицина. Доколку се 50 пациенти, тогаш ни треба специјална установа. Вие многу убаво кажавте. Ние ајде ќе најдеме простор. Или една болница во внатрешноста која што користењето на болницата е многу мало. Меѓутоа, секојаш треба да размислиме и за човечки ресурси. Ќе ги однесеме таму, меѓутоа кадарот кој што треба да даде медицински услуги, ќе мора да ангажираме повторно доктори од клинички центар, а искрено кажувам, повеќе колеги се нудат и кажуваат дека се подготвени доколку има работа што или третман кај што тие можат да помогнат, се подготвени доброволно и бесплатно да одат таму и да им помагаат на пациентите, доколку во некои од болниците во Источна Македонија, која што е со мала искористеност, отвориме таков центар. Но колку на долг рок би можело тоа да така да функционира, со оглед дека и ние сега во земјава имаме тим од израелски и чешки медицински тимови кои им помагаа на лекарите да се справат и со хоспитализираните што беа тука. А да не зборуваме ако, например, ќе има потреба од 50 такви случаи, не дај Боже, нели, да се тешки случаи да треба. Дали ќе повикувате тимови од надвор? Колку ќе може ли да го издржи капацитетот на македонското здравство овие лекари да бидат дисперзирани, дали во Кочани, во некоја друга болница и дали нема да трпи со тоа клиниките од каде што тие одат. Еве во моментов имаме 4 хирурзи, самите рековте во Кочани, има поголем ангажман на клиниката за психијатрија, пулмолозите се сигурно ангажирани повеќе околу исто за тие што имаат изгореници на дишните патишта, но дали трпи тогаш и работата на клиниките за другите пациенти? Дали ќе може на подолг рок да се така да се дисперзираат и да се оптоварат, да кажам, постојниот тим на клиниките кои го имаме. Токму така имаше чешки доктори кои што представува и од Израел, кои што се обучени за изгореници, кои што работеа заедно со нашите доктори. Значи, цело време беа заедно со нашите доктори. Да, им помага, да. Да, им помага, ги споделуваа нивните искуства и тоа ни беше огромна помош. И тоа е благодарност од нас, меѓутоа и екипа од Велика Британија, од Англија дојдоа исто така да ни помогнат и се подготвени подолгорочно да донесат одредени експерти кои што ќе ни бидат потребни, кои што повторно ќе работат заедно со нашите колеги тука. Јас знам дека овој процес ќе биде макотрпен и долг. Нема да биде така краток и ќе заврши после 2 недели, завршена е работата, сите се излечени. Тоа би било идеално да биде така. Меѓутоа, ние овие капацитети што ги имаме со помошта на на државите кои ни се пријателски држави, ја мислам дека ќе излеземе на крај. Вчера директорот на Светска здравствена организација во Македонија ме повика со група на амбасадори, генерално членки на Европска унија, кои се повторно подготвени било што да ни треба во овој период сега, меѓутоа и наредниот период на рехабилитација да бидат
уз нас да ни помогнат, да испратат тие експерти, меѓутоа се подготвени и евентуално доколку треба долгорочна рехабилитација на пациентите да бидат со нас. Така да треба да сме среќни што имаме многу пријатели околу нас. Значи, сепак ќе бараме некаква помош, бидејќи не ми одговорите конкретно дали на подолг рок ќе може, например, и 4 хирурзи да бидат во Кочани, а психијатрите исто така одат. Не зборувам тоа дека не има потребна, огромна помош ќе ми да потребна тие луѓе, но што правиме со пациентите редовните кои стануваат, амбулантите, вие знаете, оделенијата, значи ако еден хирург е во Кочани, тој не е во Скопје. Ние минатата недела во среда или во четврток имавме 70 и нешто пациенти низ болниците во Скопје. Денеска имаме 23. Од среда редовните програми функционираат низ сите клиники и болници во Скопје. Така да ние ќе продолжиме да живееме со оваа, да речам, болка, меѓутоа мислам дека сме подготвени да се соочиме со рехабилитацијата на пациентите и да им дадеме најдобра можно лекување на сите пациенти кои што ќе се враќаат. Ви кажав, со сите наши ресурси што имаме, нормално и со помошта што може да ни дојде. Меѓутоа, и ако не ни дојде, хипотетично, а добродојдени се сите колеги кои што имаат искуство и што можат да ни помогнат, јас сум сигурен како здравствен систем дека немаме никаков проблем до крај да ја тераме оваа работа и секогаш велам што помалку последици да има за овие млади луѓе што преживеа. Значи сметате дека капацитетите, зборам за човечки кои ги поседуваме, секако. Со овие капацитети ние дека немаме да ни се појави проблем во друг сегмент од здравството. Прашам тоа бидејќи нови луѓе ќе ми да потребна целосно да се посветиме на нивната нега, но не смееме да ги заборавиме и другите пациенти. Секако. Видете, никогаш не е доволно од човечки ресурси, посебно во здравството. Како ќе ги зголемите капацитетите на таков краток рок? Освен со помош од странство? Нема друго, освен ова што има, плюс специјализанти 300. Веќе по мои информации денеска отворени конкурси околу 200. Денеска се отворени конкурси? Уназад 10 дена, 15 дена отворени се, па треба да се тестираат идната недела да се тестираат. За 300 специјализанти кои ги најавувате. За 300 специјализанти практично идната недела можеби ќе се тестираат, не можеби, сигурно ќе се тестираат тоа што го прави Министерството тестирање пред вработување, 200 приватни специјализанти кои што ќе бидат плюс флукс во здравствениот систем. Ја знам дека ни требаат уште многу сестри, тоа нон-стоп го збориме, дека ни требаат уште болничари. Меѓутоа, овој период ја се надевам дека и тие 1200 вработувања што ги кажавме, болничари и медицински сестри, кои што се со договор на дело, да се трансформираат работните места во редовни, да земаат решение и потоа да отвориме уште малку простор за средномедицински кадар. Тоа е тоа што имаме. Ние не можеме да донесеме доктори од странство да работат тука. Меѓутоа, мислам со овие капацитети што ги имаме, и најодговорно тврдам дека ќе дадеме наш максимум, а помошта што ни доаѓа е добродојдена. А кога ги споменавте средномедицинскиот кадар и 1200 договор на дело, 1180, ако 180, не се лажам, нив договорите им стекуваат на 1 април. Дали имате на 31 март. Сега ќе им бидат продолжени до 31 декември, ќе им бидат продолжени на сите. Добивте согласност од Министерството за финансии за продолжување? До сега, а за трансформација, за вработување? Тоа веќе е кажано и од премиерот и од мене дека тоа треба табели и се што треба да подготват клиниките, болниците, треба да ги испратат во Министерство. Некои болници веќе имаат добиено и ќе ги отвараат конкурсите, меѓутоа некои од клиниките или болниците имаат и одредени грешки во тоа како ги спремаат, ја спремаат документацијата и ја испраќаат во Министерство за финансии. Дел од нив веднаш ќе се отвори конкурсот, можеби и некаде е отворен конкурс. Јас не можам сега да кажам, оти немам точна информација, а некои болници сигурно следните 2-3 недели веќе ќе отвараат конкурси. Значи од 1 април им се продолжуваат на овие договор ќе им се продолжи до 31 декември, другото, конкурсите се надевам дека овие 2 недели, веќе 3 недели треба се отвараат и
да се таму прима. каде што може да се прима. А специјализанти идната недела, еден ден сигурно, или понеделник, или вторник, или среда, ќе ве известиме за тестирањето на 200 први специјализанти кои веќе се вработуваат. Останува прашањето колку вложуваме во македонското здравство. Вие споменавте дека ако една Словенија, колку нас големината и со население издвојува 6 милиарди, ние издвојуваме 1 милиарда. Помалку од 1 Помалку од 1 милиарда. Дали можеби сега со ребалансот во јуни ќе побарате повеќе финансии за здравството, бидејќи се покажа дека има потреба? Видете, секако за здравство секогаш има повеќе и повеќе, секогаш има потреба од повеќе. Меѓутоа треба да бидеме и реалистички. Значи, колкав ни е буџетот, 1/5 од буџетот е во здравството. Јас како министер за здравство и секој ресорен министер за себе, мисли дека нивните работи се приоритетни и јас мислам дека здравството е приоритет и тоа веќе покажува дека имаме недостаток на кадар. Околу 1800 до 2000 вработувања за една година во здравството, ја мислам дека е огромна бројка што не се случило последните 30 години сигурно, за период од една година да се вработат околу 2000 вработени во здравството. Меѓутоа и други инвестиции, капитални инвестиции зборам, многу е важно, барем Штипската болница, Тетовската болница, барем Битолската болница треба да се инвестира. Меѓутоа инвестира капитални инвестиции зборувам. Меѓутоа огромен проблем ќе ни биде и понатаму човечките ресурси. Одредени оддели по болниците низ државата веќе се ризикуваат за да бидат затворени, бидејќи нема специјалист од одредена област, од друга област. Така, а специјалистите ние не можеме да ги произведеме преку ноќ. Невозможно е. За да имаш еден специјалист по одредена област, он треба да специјализира минимум 4 до некаде 6 години, во зависност од специјалност. Така да, ова е огромен предизвик за нас, секако дека ќе инсистираме и при ребалансот на буџетот, барем одредени работи кои што ни се неопходни и многу битни по приоритет, меѓутоа повторно ние не можеме цел буџет да земеме како Словенија да има, тоа е невозможно. И ја го знам тоа како министер за здравство, меѓутоа тоа што е можно, ќе се обидеме уште нешто да подобриме периодот, иако 7-8 месеци веќе гледате повеќе посебно на клиниките, мислам дека таму е приоритетот. Карил треба сега да започне со реконструкција, нови хируршки сали на клинички центар, нови хируршки сали на 8 септември, дигестивна хирургија реновирана, психијатрија реновирана, инфектологија реновирана, урологија реновирана. И во внатрешноста има болници кои што реновира одредени одели и очекувам што побрзо да започнеме и да потпишеме договор за изградба односно доизградба на болницата во Штип и во Кичево. Ова ме наведува на следното прашање. Вака ве изслушав и споменавте каде се инвестира и поголемиот дел се клиниките во Скопје. И тоа се покажа сега. Најголем дел, и сами кажавте, од Кочани во Штип, од Штип во Скопје. Во Штип остана, мислам, после пожарот само 20 пациенти со полесни повреди. Во другите болници, 2 клинички, немаше хоспитализирани. Тука се отвора прашањето какви се капацитетите на тие болници за згрижување на сериозни повреди. Дали имаме централизирано здравство каде се што е посериозно се праќа во Скопје и како остава тоа, каква слика остава и каков простор за третирање на посериозни здравствени проблеми, не зборувам само вака од пожар. Ете ја зборам дека 60% од овие се факти. Ние немаме ниту еден хоспитализиран надвор од Скопје по имаше пожарот. Во Штип. Во Штип 20, да, остана. Имавме понуда и во Тетово, ако треба да бидат хоспитализирани, меѓутоа ние видовме кога можеме да им овозможиме на нашите пациенти, имаше критики за тоа повеќе однесоа пациенти надвор, отколку во државата. И тоа, знаете како е, на крај на ден, тоа што испративме надвор, и авиони, и возила, и све е покриено од државите кои што ги земаа пациентите. На крај на денот, ние кога ќе заврши ова
Нема да ја заборавиме никогаш оваа трагедија, меѓутоа кога ќе заврши рехабилитацијата и лекувањето, на крајот на денот ние ќе зборуваме колку починати имаше. Еве, кажуваат во Руманија, во Букурешт, на пример, имало исто вака пожар во некоја дискотека, кај што ноќта загинале 27 луѓе. Меѓутоа, во деновите после тоа, само во болниците кај што биле третирани пациентите, кои што биле со изгореници, 37 екстра починале. Значи, на крај на денот ние треба да се соочиме со тоа колку починати од тие што преживеа има во Македонија после немилиот настан во трагедијата во Кочани. Така да, нека има критики, мене ми е битно бројот да биде 0 или што помалку да има починати. После тоа нема проблем. Тука сме да ги слушаме и критиките. Факт е дека добро се изреагира, дека тријажата беше направена соодветно, дека најкритичните беа испратени надвор, бидејќи тие со штана и побрзо заздравува и беа испраќани дома, но ќе се вратам на прашањето за капацитет на вкупното здравство. Значи, нас клиниките во Скопје, системот функционира, имаме компетентни лекари, но се има чувство, не само со оваа несреќа, дека се е централизирано во Скопје. Фактите зборуваат сами по себе. 60% од здравствените услуги кои што се даваат во Македонија се даваат во Скопје. И тоа е факт за себе, значи нешто не е во ред. Терцијерно здравство треба да биде само по специфични и по комплицирани случаи. Затоа и целта на владата беше децентрализација. И веќе интензивно, зошто ние зборуваме за реновирање на хируршки клиники во Тетово. Зошто зборуваме и размислуваме за можеби уште една зграда во Тетово да се испрати. За доизградба на Штипската болница. За инвестиции во Битола. Ние веќе работиме на тоа и се надевам, ни треба време, нормално, не можеме преку ноќ да изградиме болница во Штип или преку ноќ да направиме нови хируршки сали, нови капацитети во Тетово. Или еден цел клинички центар кој ни е потребен. Да, тоа е друга приказна. Тоа сега за сега да не навлегуваме сега во таа тема, но е тема за сама по себе. Меѓутоа, децентрализацијата не е една од целите, а уште нешто што би сакал да ја нагласам, сега сваќам како еден од екипата во Министерството за здравство и министер за здравство, дека колку ни е битно да се фузионира клинички центар. Јас сега гледам дека хитно и што побрзо ние треба да започнеме барем со хируршки клиники. Значи, карил, детска хирургија, пластична хирургија, и други дигестивна хирургија, тораковаскуларна хирургија. Овие се сите посебни, да речем, правни субјекти. Ние мораме хитно и неодложно што побрзо да решиме барем хирургија да биде една единица, бидејќи сите се сместени во иста сала, да има еден раководител и нормално директори на секоја клиника, меѓутоа еден раководител од исто место да се диригираат сите работи кои што се прават во клиниките, а понатаму секако и клинички центар да биде иста и една единица. Освен дисперзирањето, како што рековте, јакнењето, дали тоа ќе значи повеќе вработување на специјализанти по другите болници, освен капиталните инвестиции? Секако видите и тенденциите за тоа е дел од капацитетот на другите болници. Приватните специјализанти генерално повеќето се во внатрешноста. Меѓутоа, тие што се во Скопје, мораме низ болниците во Скопје. Не е практично и не е во ред некој кој што живее во Скопје да го испратиш во Битола да работи. Меѓутоа, ако дојдеме и во таква ситуација, со втората бранша треба да размислуваме и за оваа опција. Доколку капацитетите во Скопје, пример, пластична хирургија има 30 пластични хирурзи, сега им даваме уште 10 и после во декември од вториот бран од 300 нови специјализанти, уште 20 ако имаме, тоа е невозможно. Треба да видиме во кои болници има недостаток, некако да најдеме начин на мотивација и овие специјализанти да ги пуштиме повеќе во внатрешност, па после 5 години работа во внатрешноста да може да се вратат во Скопје. Дали во
ова што сега сте го имале сватено дека хируршките клиники треба да бидат под една капа и размислувате и да го вратите центарот за изгореници. Факт е дека тој не може да прифати толку, но сепак годишно третирал барем до 2016 година повеќе од 80 пациенти со сериозни повреди. Уште еднаш, јас сум директорот на градска општа болница, градска хируршка болница. Таму бил центарот за изгореници. Добив точни информации. Тој центар е отворен 2000 година и траело до функционирал. 2016-та, да. Он ми вика до 2013-14 и он и таму работел. И имало само два кревети. Ете и да имавме ние сега. Не, факт е дека не може, но се покажало дека со третирани пациенти сепак функционира. Веќе размислуваме за центар за изгореници, да имаме нормално, не со капацитет за 200 пациенти. Никогаш може би и се надевам, никогаш нема да ни се повтори ова. Меѓутоа, центар за изгореници и центар за гангрени и ампутации, кои што би биле, не смеат да бидат никако заедно, меѓутоа во ист објект, во различни спратови или некако изолирани една од друга, меѓутоа овие две работни ни се итни, неодложни, кои што треба да размислиме како тим во Министерството за здравство. Едно прашање што е малку надвор со здравството поврзано, на надвор од текот на разговорот кој го имавме, бидејќи ќе одиме на вториот блок реклами, одиме во самата завршница од емисијата. Не се подпишани поточно некои од клиниките во Скопје, истечен им е мандатот на некои од ВД директорите, се уште не им се продолжили. Дали тоа значи дека ќе има промени на директорските места на некои од клиниките? Сега за сега не. Видете, 4-5 дена и сите бевме во хаос. Ја вчера ги подпишав сите директори кои што беа, им продолжив. Значи се останува секако? Се останува некаде кај што ќе има потреба, кај што гледаме дека не функционира, без разлика дека добиене мандат за 6 месеци, повторно може да се разреши директорот во секој момент ако има грешки и не се води како што треба клиниката, меѓутоа тоа не беше намерно задоцнето и ние бевме во хаос. Повеќе бевме низ болниците и клиниките отколку што седе во Министерство. Така да уште вчера се подпишани сите директори и ме продолжен мандатот. Тука одиме на вториот блок реклами, одиме во самата завршница од емисијата. И самиот крај сме со интервјуто со министерот за здравство, господинот Арбен Таравари. И господине Таравари, последните прашања ќе бидат малку политички, затоа и беше овој блок сосема на крај ставен и запресечен со реклами. Деновиве во јавноста излегува некакви информации околу можноста да се напушти коалицијата, на вашата партија се напушти коалицијата Вреди, дека сте побарале простор до 6 април, дека се одржи партиското собрание, да се реши што понатака. Дали е тоа точно или не? Не, видете, секоја коалиција, во владата сме многу партии и во коалицијата Вреди-Влен сме 4 партии. Така да некогаш има и недоразбирање, некогаш има и конструктивност, меѓутоа континуирано работиме, се обидуваме да бидеме што покомпактни и нормално е во семејство имаме недоразбирање, не во коалиција. Генерално, соработката меѓу партиите во Влен се во ред, со премиерот е соработката прекрасна, значи нема никаков проблем. Така да повеќе се шпекулации, меѓутоа нормално секоја партија си гледа на избори да излезе што подобро и ова е нормално, така да немаме некоја одлука, не можам јас сам да донесам одлуки. Добро, на 6 април ќе имаме централно собрание на партијата. Дали е можно да се донесе таква одлука? Не верувам, меѓутоа би сакал со членството и со членовите на Централното собрание да разговараме за можни опции за локални избори. Нели локалните избори се пред нас, така да видиме, да разговараме и да донесеме најдобра можна одлука за Алијанса за албанците. Дали е точно дека сте побарале 40% од на локалните избори, кандидатите за локалните избори? Не е вистина тоа, воопшто не е вистина. Јас сум побарал листи за советници да бидат од секоја, за Влен зборувам, да бидат посебни, чисто да мотивираме што повеќе луѓе. Но не сте побарале конкретен процент колку да бидат од вашата партија? Не, сме разговарали за градоначалници, не, само за листи
Или втора опција што сум побарал, трите партии од Вилен да бидат заедно, ние да бидеме посебни листи. Чисто мислам дека ако ги ставиме сите партии во една листа, ќе има полно, како да речеме, револт од зошто од оваа партија, зошто од таа партија. И мислам дека што повеќе имиња имаме, толку повеќе имаме во листите за советници, толку повеќе имаме мотивација во членовите за да лобираат и да бидат активни на избори. Тука се дилемите, инаку за проценти воопшто не разговараме. И на крај ќе ве вратам повторно за темата за која сме вечерва тука, тоа е рехабилитацијата, враќањето и рехабилитацијата на повредените од Кочанската дискотека, трагедија. Морам да ве прашам, бидејќи се однесува на помошта која ќе биде подолгорочна во психолошка и психијатриската помош. Ние како нација многу малку, морам да кажам, полагаме внимание на менталното здравје, за жал. Има во мој термин Кочани за помош, тимовите од психијатрија се во Кочани одат редовно секој ден, но дали ќе направите можеби на одреден период посета на семејствата, бидејќи не се само повредените тие на кои ќе им треба помош, ќе треба на семејствата, за да се следи таа состојба за што полесна поминување на травмите и на самите повредени, но и на семејствата каде што ќе се враќат. Дали размислувате можеби за недоброволно пријавување кога има некој проблем, бидејќи не сме такви како луѓе, туку да биде тоа сепак на одреден период контрола на нив и на нивните семејства? Многу добро прашање. Ова вчера го разговаравме во кризниот штаб, веќе доаѓаме во фаза кај што освен физичка рехабилитација треба да се размислува и за ментална рехабилитација. Видете, ова е огромен стрес за целиот народ кој што живее тука, за сите луѓе, да не зборуваме за тие кои што изгубија членови на семејството или луѓе кои што беа внатре и ја преживеа оваа трагедија. Побаравме од конзилиумот во клиниката за психијатрија да подготви протокол кој што ќе биде презентиран во кризниот штаб на Министерството за здравство и потоа, ако биде усвоена, најверојатно ќе биде усвоена по компетентни луѓе отколку психијатрите. За ова работа нема никој и секако дека планираме да има следење континуирано на менталното, освен на физичкото и на менталното здравје на семејствата на починатите, меѓутоа и на преживеаните и семејствата на преживеаните. Да се надеваме дека што поскоро и ќе заздрават и физички и психички и дека ќе се вратат во општеството, а дека оваа трагедија ќе биде поука дека мора многу да се работи се уште во системот да биде подобар. Ви благодарам многу на гостувањето и на одвоеното време и ви посакувам полесни денови од овие кои ги поминавте. Ви благодарам многу за можноста уште еднаш. Вам, драги и почитувани гледачи, ви посакувам убава вечер и останете со програмата на Телма.